Најава за денешните настани. Загрозена живеачката на Стружани во колективна стамбена зграда на улица Маршал Тито. Започна кампања за промоција на македонскиот туризам на примарните пазари. Девчани најавува богата програма за карневалот. Нема интерес кај учениците за занимања со трет степен средно образование. Надлежните институции недоволно ефикасни во заштитата на културното недвижно наследство. Со најавените и со останатите содржини во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес предпладне појава на магла и ниска облачност, а во попладневните часови намалување на облачноста и повремени сончеви периоди беа измерени максимални 11 степени Целзиусови. Во вечерните часови, во текот на ноќта кон четврток, појава на магла и ниска облачност повторно. Утре на централна и источна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд проследени со ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и над британските острови. Во северните, североисточните, крајниот исток од Европа, врнежи од снег. Во останатите делови од стариот континент времето претежно сончево со локална облачност и надпросечно топло. Утре над најголемиот дел од Балканскиот полуостров времето ќе биде претежно сончево со локална облачност. Во северните и централните делови на полуостровот зголемена облачност и услови за слаби локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури на Балканот од 4 до 15 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток во утринските часови појава на магла и ниска облачност по котлините, која ќе се задржи над поголем дел од денот и ќе услови намалена видливост и постудено време. Попладне во западните и крајните источни делови маглата ќе се намали, а во јужните и југоисточните, како и на повисоките места, ќе биде сончево и топло. Минималните од -4 до +4 степени, максималните дневни температури во Македонија од 3 до 14 степени. Во Охрид во четврток во утринските часови појава на слаба магла. Во текот на денот времето претежно сончево со локална облачност и топло. Минималната 2, дневната 9 степени. Во петок и сабота претежно сончево време со локална облачност и топло со температура до 10 степени, а во недела зголемување на облачноста. Времето ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди, минималната 1, а дневната 10 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Вистински кошмар е животот на станарите од зграда на улицата Маршал Тито во Струга. Загрозена им е безбедноста подолго време од две станарки кои живеат на првиот и петтиот спрат. Соседките собираат разни видови отпад кои го користат за грејење. Повозрасната станарка со ментално нарушување синоќа предизвикала пожар во кој посериозно настрадала. За среќа зградата не летна во воздух, велат станарите, додавајќи дека затаиле надлежните служби до кои се обраќале за помош во многу наврати. Пожар во станбена зграда ги вознемири станарите од станбениот блок на улица Маршал Тито, број 135 во Струга. Синоќа околу 19 часот во пожар потешко настрада старица која предизвикала експлозија од плинска боца. 22 семејства станари од првиот влез стравуваат за својата безбедност која им ја загрозува соседката подолго време. Соседите раскажуваат дека нивната 82 годишна соседка е со нарушено ментално здравје. Жената има стан на првиот спрат од зградата, но е затрупан со отпад. Повеќе од 10 години живее во гаража во зградата, каде што продолжила да складира најразлични видови отпад, раскажуваат нејзините соседи. Кажуваат дека се шири неподнослива реа, се собираат животни, а стаорци се шетаат по заедничките простории. Досега не дале резултат ни разговорите со старицата, а ниту обраќањето за помош до институциите, вели Зоран Манојловиќ, председател на заедницата на станари. Напоменува дека се завршувало со собирање на ѓубрето еднаш до два пати годишно од комуналното предпријатие, но не се преземало ништо со жената, па синоќа се случила несреќата. И наша предпоставка е дека сношти околу 19 часот, значи веројатно имаше паднато свеќа и зафати дел од, како што гледате, од ѓубриштето и пламна, и после некоја минута се деси експлозија на плинска боца. Ние јас бев дома и си реков можда децава петарди фрлаат. После 5 минути поголема се случи поголема експлозија, значи поголема плинска боца. Излегувам надвор, гледам гледам дека се крена, мислам, пожар, дека и автоматски слегува, веќе луѓе беа околу сиве комши слезени и веќе беше викната и противпожарна екипа. Жената беше во пламен, значи континуирано, значи под стрес бевме десетина години, значи не знам, страшно. Пријавувано повеќе пати, не повеќе пати, десетици можда пати во инспекции, во општина, секаде. Никој не ја згрижи со госпоѓата во соодветни институции. Станарите раскажуваат дека покрај овој случај во истиот влез имаат уште еден сличен проблем. Соседка со две мали деца која живее на петтиот спрат исто така складира и употребува за грејење разни видови отпад повеќе од 2 години. Се грее во несоодветно ќумбе, велат соседите. Заедничките простории и ходникот ги претворила во складиште, од кое станарите не може да пристапат до своите станови. Соседот Панто напоменува дека најмногу се загрижени да не се случи нов пожар од несоодветната употреба на грејното тело и да не се повтори синоќешната случка. Имавме среќа сите заедно, бидејќи пожарот беше многу брзо забележан. Уште 5 минути да се каснеше пожарното, можеше да оди, ако не цела, барем половина од зградата. Али вакви работи, мислам, не би требало да се дозволат во иднина, затоа што негрижата од службите кои се за ипак за заштита на околината и за било која друга заштита, мораат превентивно да делуваат. Без превентивно делување нема подобра нити иднина, нити заедничко живење. Стружани од станбениот блок на улица Маршал Тито број 135 ги повикуваат инспекторите и комуналното предпријатие да ги расчистат купиштата ѓубре од опожарената гаража и станот кој што го загрозува животот на станарите во колективната станбена зграда. Исто така повикуваат увид да направат и социјалните служби во семејството кој прима социјална помош и да реагираат навреме за да не се случи посериозна катастрофа. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ја започна кампањата за промоција на македонскиот туризам на примарните пазари како што се Полска, Србија, Бугарија и Турција. Промоцијата во голем дел е насочена кон онлайн рекламирањето.
Анализите на агенцијата покажуваат дека на веб страната најпребаруван град од туристите е Охрид и активните форми на туризам. Започна со реализација медиумската промоција за зголемување на визибилноста на македонскиот туризам во примарните туристички пазари. Таргет земји во кампањата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се Полска, Србија, Бугарија, Албанија, Косово и Турција. Учеството на туристите од примарните земји од вкупниот број на странски туристи и остварени ноќевања е 30% за првите 10 месеци од минатата година. Агенцијата во вториот дел од медиумската кампања промоцијата ја насочи на електронските медиуми, односно онлайн рекламирање. Најпребарувани градови на веб страната www.nordmacedoniatimeless.com се Скопје, Охрид и регионот, активните форми на туризам, храна и вино, како и културните манифестации низ државава. Представувајќи го туристичкиот потенцијал на Македонија на меѓународно ниво, Агенцијата за туризам континуирано врши истражување на клучните атракции за гостите од различни пазари и зголемување на свесноста за целиот спектар на туристички атракции преку рекламирање, постојани односи со јавност и ширење на информации. Со цел успешно промовирање на туризмот на државава, изготвени се истражувања за туристичките пазари врз основа на стандарди за истражување на таргетираните пазари, истите се користат за изготвување на план за медиумска кампања. Новите трендови кај потрошувачите создадоа нова туристичка реалност и нови туристички интереси. Всушност, со враќањето на туризмот се сменија патувачите и долгите дестинации во големи групи се сведоа на помали групи кои патуваат со автомобил на кратки дестинации. Од тука се наметнува потребата од креативна и иновативна дигитална туристичка понуда како важен стратешки фактор за создавање лојални туристи. Целта на маркетинг кампањата за 2023 година е преку промотивните активности да се придонесе кон поголема конкурентност и препознатливост на Македонија како атрактивна туристичка дестинација, да се фокусираме на тоа што не прави диверзивни, различни, а е отсликано преку природата, историјата, културата и гастрономијата, велат од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Богата културно-уметничка и музичка програма на годинешното издание на Вевчанскиот карневал. Организаторите најавуваат два богати концерти. Вевчанци верни на традицијата веќе ги подготвуваат маските кои до 13 јануари до самото дефиле се држат во строга тајност. Така е со векови, а може би и со милениуми. Карневалот се смета за една од најстарите традиции во земјава. Се претпоставува дека има континуитет најмалку 1500 години. Вевчани се подготвува за Вевчанскиот карневал, најпознатиот бренд на Македонија, што традиционално ќе се одржи на 12, 13 и 14 јануари. Музичката програма за овогодинешното издание полека се дефинира. За сега потврдени и најавени се легендите на македонскиот рок-н-рол Last Expedition на 12 и кралот на тамбурашите Нино Величковски со кумановските тамбураши, кои ќе настапат на 13 јануари. Ке настапат и Фици The Invisible, а локалната звезда и шоуменот Перо Бели ќе ја има често да ја затвори музичката програма на овогодинешното издание на Вевчанскиот карневал. Од општина Вивча и најавуваат уште едно издание со богата културно-уметничка програма, која ќе ги задоволи вкусовите на сите посетители и учесници. Ќе има забавен дел на 12 исто на 13, нормално, знаете, Вевчанскиот карневал на 13 и 14, веќе постапката во Македонија веќе секој му е јасна околу Вевчанскиот карневал. Значи, како што ќе има музички дел на 12 забавен, со повеќе групи, исто ќе има некој изненадување на 13. Вивчанци верни на традицијата веќе ги подготвуваат маските кои до 13 јануари до самото дефиле се држат во строга тајност. Така е со векови, а можеби и со милениуми. Карневалот се смета за една од најстарите традиции во земјава. Се препоставува дека има континуитет од најмалку 1500 години. Денес карневалот е интересно и необично преплетување на паганските со христијанските обичаи. Традиционално, учесниците се убедуваат да избегнат воведување на современи карневалски елементи. Веќе ни е отворено за гости во целата година. Очекуваме поголем број на гости, времето е убаво. Веќе ни е отворено, подготвено. Стандардно, како секоја година, ќе има забава
Се надевам дека сите ќе се задоволни. Традиционалното дефиле на маските ќе се случи околу пладне на 13 јануари, а завршува со палење на маските на 14. Пишаните извори сведочат дека Бевчанскиот карневал е стар најмалку 1460 години, но постојат археолошки наоди кои упатуваат на податоци дека карневалот постои барем 2200 години. Со години наназад во Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски не е запишан ученик во трет степен средно образование за занимањата како електромеханичар, металостругар и металоглодач. Со новите наставни програми во центарот има интересни занимања со трет степен како сервисер за клима уреди, одржувач на мрежни системи и друго, но нема интерес кај учениците. Недостатокот од кадар од овие профили се чувствува и во градот и во државата. На пазарот на труд има недостаток од мајстори за монтажа и одржување на електронски системи, уреди и опрема за сервисирање на ТВ и радио опрема, како и одредени занимања од металската струка. За овие занимања нема интерес кај учениците, зашто говори податокот дека 10 години во електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски не е запишан ученик во трет степен средно образование во овие профили, посочува директорот на центарот Сашо Недески. Интересот е многу слаб од причина што од моментот кога законски се донесе задолжително средно образование, повеќето и ученици и родители сака да завршат четврт степен, односно техничар, за да можат полесно да се вработат во државни институции, бидејќи во било која државна институција, полиција, дали комуналец и од локална самоуправа, институциите што се секаде се бара диплома со завршен четврт степен. Во минатото имаше природна селекција кои ученици можат да се запишат за техничара, кои во трет степен, односно според постигнатиот успех во училиштето во прва и втора година. Понатаму се делеа учениците по профили при што тие со многу добар и одличен успех се запишуваа во четврт степен. Селекцијата, според директорот Недески, треба да се прави во електромашинскиот училишен центар, бидејќи имаат случаи ученици со одличен успех од основно училиште да се запишат во центарот, за потоа едва и да ја завршат прва година со доволен или добар успех. Моje мислење е прва година да ја завршат во саканата струка и според постигнатиот успех на крајот од прва година, ако се добри и доволни ученици да се запишат во занимања, а многу добрите и одличните ученици да продолжат за техничари. На тој начин би добиле некоја задоволителна бројка и во профилите од трет степен, каде што навистина и самата држава и самиот град чувствуваме дека имаме дефицит. Со новите наставни програми има интересни занимања со трет степен како сервисер за клима уреди, одржувач на мрежни системи и слично, но мора да се најде начин да се побуди интересот кај учениците за ваквите профили, вели Недески. Исчистен просторот помеѓу браната и Бел мост кај селото Волино, каде се наоѓаше дива депонија која со години представуваше еколошки проблем за општина Дебрца. Истовремено продолжуваат и работите за реализација на проектот реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито. Интензивни активности за подобрување на еколошката општа слика во општина Дебрца. Деновиве кај селото Волино, поточно на просторот помеѓу браната и Бел мост, беше исчистена дивата депонија која со години представуваше проблем за жителите на ова село. Истовремено, продолжуваат и активностите за изведување на проектот реставрација на реката Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито. Со проектот се предвидува реставрација на природното речно корито на реката Сатеска со цел да се пренасочи најчесто повторуваниот проток од 15 метри кубни во секунда во нејзиното природно корито што се влева во Црниот Дрим, како и заштита и намалување на талогот на нанос во речно корито за предвидување на антиерозивни мерки и таложник за собирање на наносот. Надлежен орган за донесување на одлуката е Министерството за животна средина и просторно планирање. Министерството за труд и социјална политика ги известува граѓаните дека паричните средства за корисници на финансиска поддршка за справување со енергетската криза ќе бидат исплатени на 12 јануари.
Списокот на корисници на парични средства за финансиска подршка за справување со енергетската криза ќе се објави утре 5 јануари 2023 година и тоа на веб страната на Министерството за труд и социјална политика за корисниците на право на социјална сигурност на стари лица, посебен додаток, надоместок заради попреченост, корисници на надоместок за помош и нега на друго лице со трајни промени во здравствената состојба без потреба од контролен преглед и не користат право на надоместок заради попреченост, како и самохраните родители и евидентирани корисници на гарантирана минимална помош. На веб страната на Фондот на пензиско инвалидско осигурување на Северна Македонија, корисниците на пензија во висина не поголема од 11.525 денари месечно, односно во висина не поголема од 14.000 денари месечно, како и корисници на право на надоместок за телесно оштетување. На веб страната на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, невработените лица корисници на право на материјално обезбедување во вид на паричен надоместок. Списокот се објавува со цел граѓаните да може да извршат проверка, а доколку лицето не е на списокот, а смета дека ги исполнува условите како корисник на право, може да поднесе приговор до Комисијата за одлучување по приговори за финансиска подршка при Министерството за труд и социјална политика во рок од 3 дена од денот на објавување на списоците на корисници на финансиска подршка. Приговорот може да се поднесе преку архивата на Министерството за труд и социјална политика или преку електронска пошта mtsp@mtsp.gov.mk. Списокот на корисници на паричните средства за финансиска подршка за справување со енергетската криза ќе биде отстранен од веб страната на Министерството за труд и социјална политика, веб страната на Фондот на пензиско и инвалидско осигурување на Северна Македонија и веб страната на Агенцијата за вработување на Република Македонија по истекот на 3 дена од денот на објавувањето. Нашата држава има богато културно наследство од минатите генерации, кое е од непроценлива значајност, што треба да се заштитува, зачувува и одржува како траен блок за идните генерации. Но мерките и активностите за заштита, управување и ревитализација на недвижното културно наследство, кои се преземаат од страна на надлежните институции, не се доволни и ефикасни да се оствари потребната заштита и создава реална опасност за трајно зачувување на недвижното културно наследство за идните генерации. Ова е заклучокот од извршената ревизија од страна на Државниот завод за ревизија. Мерките и активностите кои ги преземаат надлежните институции не се доволни и ефикасни да се оствари потребната заштита и ревитализација на недвижното културно наследство. Ова го покажале резултатите од ревизијата на тема ефикасност на политики и мерки за заштита, управување и ревитализација на недвижното културно наследство, што согласно годишната програма за работа за 2022 година е извршил Државниот завод за ревизија. Ревизорите утврдиле отсуство на редовна грижа, одржување, обезбедување и непосредна заштита од страна на имателот и надлежната институција за заштита на културното наследство, како и не се обезбедени јасни и објективни критериуми за начин на финансирање на недвижното културно наследство и распределба на средствата на надлежните институции. Со извршената ревизија се утврдени недоречености и неусогласеност со законската регулатива, како и неприменливи законски решенија во пракса, отсуството на стратешки и плански документи, нецелосно спроведена класификација и извршена ревалоризација за само 18% од вкупниот број на регистрирани недвижни културни добра во државата, нецелосна заштитна евиденција, необезбедени сеопфатни и ажурирани податоци во регистарот на недвижно културно наследство и неизграден национален информативен систем за културно наследство. Финансиските средства за заштита на културно наследство од буџетски извори по нацрт програмите за сите национални установи секоја година бележат намалување, кој се движи во просек од 16% до 23% по година, се посочува во ревизорскиот извештај. Нерешените имотно-правни односи, долгиот период на постапките за експроприација, отсуството на редовна грижа, одржување, обезбедување, преземање на мерки за заштита од страна на имателите, односно корисниците и надлежните институции, придонесуваат кон оштетување, загуба, уништување, зголемени трошоци за одржување и активно функционирање на културното наследство. Ревизорите регистрираат и значаен недостиг на инспектори, односно само 3 инспектори во 2021 година вршеле надзор на сите видови културно наследство на целата територија на државата, како и делумно извршени контролни надзори на решенија
за отстранување на неправилности и непостапување од страна на субјектите по изречени мерки. За надминување на утврдените состојби, како што информираат од Државниот завод за ревизија, до надлежните институции дадени се препораки кои треба да обезбедат измени и дополнувања, односно донесување на нов закон за заштита на културно наследство и усогласување со поврзаната законска регулатива, подобрување на кадровската екипираност на националните установи со стручни лица за заштита на недвижното културно наследство, воспоставување на функционален информативен систем за културното наследство и национален регистар на културното наследство, одобрување на средства за поголемо вложување во превентивна заштита на културното наследство и изнаоѓање на дополнителни извори на финансирање, но и кадровско доекипирање со инспектори за недвижно културно наследство и зголемување на ефикасноста од инспекцијскиот надзор. Во продолжение вестите од светот. Британски Таймс смета дека Западот оваа година ќе се измори од Украина. Според авторот на статијата, професорот Марко Галеоти, кој има напишано повеќе од 20 книги за Русија, во Украина се свесни дека парите наменети за армијата наскоро би можели да им бидат потребни на западните земји за други работи. Еден таков алармен звон за Украина беше одлуката на британскиот премиер Риши Сунак да спроведе проценка на влијанието на воената помош за Киев врз вооружениот конфликт со Русија. Тоа беше објавено во средината на декември. Во превод на јазикот на меѓународната политика, британците решија да побараат од Киев извештај за тоа каде се потрошени 3,5 милиарди долари воена помош. Таймс предпазливо посочува дека Володомир Зеленски, кој се најде на позицијата врховен комендант, не е добро упатен во воените работи. Пред една година, на 1 јануари 2022 се сеќава Галеоти, председателот на Украина ги минимизираше опасностите од почетокот на конфликтот и се подготвуваше да оди на скијање. Авторот смета дека Зеленски годинава ќе ги насочи сите своји напори на подигнување на влоговите и демонстрација на победи, за да ги оправда инвестициите на другите земји вредни неколку милиарди долари. Поголемиот дел од земјите на Европската Унија се за воведување на тестирање за COVID-19 пред заминување на патници од Кина во ЕУ, објави Европската комисија. По состанокот вчера на Комитетот за здравствена безбедност, советодавно тело на Европската Унија составено од здравствени експерти од 27 земји членки на ЕУ, беше откриен заедничкиот пристап на ЕУ кон ова прашање. Огромното мнозинство земји се за тестирање на патниците пред да патуваат. Комисијата подготви нацрт предлог за нови мерки кои вклучуваат препорака за носење маски на летовите од Кина, анализа на отпадните води од авионите кои доаѓаат од Кина, геномски надзор на аеродромите и зголемено ниво внимателност за влез во ЕУ. Европскиот центар за превенција и контрола на болести минатата недела објави дека засега не препорачува мерки за патниците од Кина, бидејќи варијантите на вирусот кој циркулира во Кина веќе постојат во Европската Унија, каде се релативно голем број граѓани вакцинирани или прележале COVID-19. Спасувачи од Виетнам се обидуваат да ослободат 10-годишно момче заробено длабоко во тесно окно на градилиште Ли Хао Нам барал старо железо кога на новогодишната ноќ паднал во шуплив бетонски куп во провинцијата Донг Тап, објавија локалните медиуми. Од тогаш спасувачките тимови се борат да го ослободат пумпајќи кислород во шахта длабока 35 метри за да може да дише. Пред 2 дена се слушнало како вика за помош, но не реагирал кога камерата била спуштена во дупката. Екипите на итната помош се обиделе да го подигнат купот со кранови и багери, но засега безуспешно. Исто така ја омекнале земјата околу столбот за да се обиде да го ослободат, но тоа го навалило и го комплицира спасувањето. Температурите на воздухот на почетокот на јануари во Европа достигнаа рекорди во многу земји, а националните рекорди беа срушени во 8 европски земји. Во главниот град на Полска, Варшава, во неделата измерена температура од 18,9 степени Целзиусови. Во Шпанија, во Билбао, живата на термометрот скокна на 25, што е дури 10 степени над просекот. Благото зимско време во Европа се совпадна со моćниот бран од ледена бура која обви голем дел од Северна Америка во снег и мраз и однесе повеќе од 60 животи. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.